Македонија треба да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Билатералните прашања не треба да го обременуваат овој процес. Официјалната позиција на Унгарија се разликува од онаа на еврокомесарот Вархеј, кој пред неколку дена порача дека е можно одвоено од Албанија да се движиме кон Брисел. Шефот на унгарската дипломатија Сијарто по средбата со македонскиот колега Османи рече дека ставовите на Будимпешта не се диктирани од размислувањата на поединци. Ставот на унгарска влада е да со Република Северна Македонија веднаш, значи денес, најдосна утре, мора да се започнат преговорите за членувањето. Сите други прашања се второразредни. Ние сметаме дека Европска Унија не може да е комплетна без државите од Западниот Балкан. И ние сметаме дека исто толку е голем интерес на Европска Унија вашето зачленување колку што е и вашиот личен интерес. Османи пак оптимист дека во пресрет на јунскиот самит е можен прогрес, наспроти сигналите од Софија дека нема да има поместување за ветото. Министерот најави интензивна дипломатска активност. Идентитетот според Османи не може да биде на преговарачка маса. Решението, истакнува тој, треба да се бара во договорот за добрососедство. Интерпретацијата на интервенциите на Република Бугарија, контекстот на преговарачката рамка, вклучувајќи ја тука и реченицата акито ке се преведува на македонски јазик, и повикувањето на Бугарија дека треба да се повикуваме на клаузулата од договорот 2017 да се интерпретира како идентитетско прашање, и тие се позиции кои што ние ги представуваме во Брисел, дека треба да се држиме на договорот за добрососедство. Наспроти изјавите на најголемиот дел представници на Унијата, Македонија останува заглавена во чекалницата поради ставовите на Бугарија за идентитетот и јазикот како причина за блокада на преговарачката рамка и првата меѓувладина конференција. Министерот за надворешни работи во техничката влада на Бугарија, Светлан Стоев, со исти ставови како неговата претходничка Захариева. Оваа влада не можела да ја менува позицијата на Бугарија усвоена од сите политички партии. Ќе вложил напори диалогот да продолжи, но истакнува дека се е во рацете на властите во Скопје.